Почитувани сограѓани, ВМРО-ДПМН се занимава со реалните проблеми на граѓаните, а дадениот збор за одговорниот политичар представува силна обврска. Проектите кои досега сме ги ветиле во нашата програма пред секои избори, како локални, така и парламентарни, представуваат даден завет пред нашите сограѓани. После секоја програма, граѓаните веќе навикнаа и очекуваат отчет. Принцип на работа кој го наметна ВМРО-ДПМН. Токму од денес, најновиот отчет за сработеното, тимови на ВМРО-ДПМН ќе го достават до вас, но и преку пресконференции ќе подсетиме на сите реализирани проекти. Ова е отчет за нашето работење. Ова е отчет по кој вие не оценувате нас и нашата работа. Отчет во кој сите граѓани ќе можат да направат споредба за тоа што ветивме во програмата и што реализиравме. Секој наш сограѓанин ќе може да се подсети за мерките кои ги се преземени и законите кои се изменети со цел подобрување и олеснување на животот. Отчет во кој секој граѓанин ќе може да ги пронајде новите патишта и асфалтирани улици, реконструирани училишта, изградени спортски сали и терени, реконструирани здравствени објекти, но и оние кои не ги гледаме како што се комуналната инфраструктура, подготвени градежни парцели, електронски катастар, бесплатни елаборати и многу повеќе. Почитувани, развојот на Македонија е економскиот напредок на државата. Растот на БДП гласно говори за стабилната економија и развојниот тренд. Стапката на невработеност на крајот од 2015 година се намали на 24,6%, историски најниска досега. Во индустриската зона во Алинци во Прилеп почна да работи Гентер, американска компанија од автомобилската индустрија, инвестиција во висина од 20 милиони евра, во која во моментот има 345 вработени, а бројката ќе достигне до 2000 лица. Во фаза на реализација и изградба на капацитет е Јакомпласт, германска компанија на автомобилската индустрија, во која за почеток ќе се вработат 250 лица. Грижата е и во зголемените плати во јавниот сектор, зголемената просечна пензија за повеќе од 70%, а најниската за 90%. Оваа година следи ново зголемување на пензиите за нови 5%. Грижата и преку зголемување на социјалната парична помош за 61%, а од јуни и ново зголемување за 5%. Изградени се вкупно 678 станови за граѓани со социјален ризик, од нив 76 во Прилеп. Граѓаните си ги легализираа бесправно изградените објекти за 1 евро од метар квадратен. До сега повеќе од 8000 наши сограѓани во Прилеп ги легализираа своите огништа. Изградени и реконструирани се 510 км регионални патишта, 750 км локални патишта. Како никогаш во историјата во Македонија, истовремено се градат 3 автопати. Завршен е тендерот за изградба на експресниот пат Прилеп градско и се очекува започнување на изградбата. Исто така објавен е повикот за учество во изградба на магистралниот гасовод Неготино-Прилеп. За 3 години планирано е Прилеп да добие природен газ со цел намалување на трошоците на домаќинствата и индустриските објекти. Направени се над 200 милиони евра инвестиции во здравството, а во моментот се изведува реконструкција на болницата во Прилеп. Реконструирани се и вкупно 390 средни и основни училишта. Изградена е 51 училишна сала. Децата се наш врвен приоритет. Почитувани сограѓани, вака се сака Македонија, вака се сака Прилеп. Со многу реализирани проекти, со напорна и честна работа. Ова се многу мал дел од реализираните проекти кои што ќе ги најдете во отчетот за реализирани на повеќе од 3500 проекти. Со ВМРО-ДПМН сте на сигурно. Можете да планирате и да ја реализирате вашата иднина. Затоа ние продолжуваме со силно темпо до комплетна реализација на ветеното, но и реализација на многу нови проекти. Мерките и проектите кои ги реализираме се за подобар живот. Мерки и проекти кои што носат развој, напредок и просперитет за Прилеп и за Македонија.